Леб од 120 денари по килограм, 250 душеци кои со години стојат неупотребливи, а и набавки за други видови храна по цени повисоки од пазарните. Ова се само дел од отстапувањата кои ги откри Државниот завод за ревизија во студентскиот дом Пелагонија во Кисела Вода. Од 2023 година договорената цена за леб била 57,46 денари за килограм, но при реализацијата економскиот оператор едно парче леб го фактурирал како килограм. Според ревизорите, ова било откриено дури кон крајот на 2024 година, поради слабите внатрешни контроли. И не застанале тука, со новиот договор во 2025 година, цената на лебот достигнала 126 денари за килограм, додека пазарната цена била околу 70 денари. Ревизијата утврди и дека со новиот договор во 2025 година цената на лебот достигнала 126 денари за килограм, што е значително над пазарната цена од околу 70 денари за килограм, што укажува на неекономично користење на јавните средства и слабости во контролата на јавните набавки. Во студентскиот дом биле набавени 250 душеци во вредност од околу 1.174.000 денари, кои никогаш не биле ставени во употреба, а причината е тоа што димензиите на душеците биле поголеми од креветите. Ревизорите утврдуваат дека и претходно биле набавени уште 450 душеци од истиот добавувач и поради несоодветните димензии била нарушена стабилноста и статиката на креветите. Набавени се 250 душеци во вкупна вредност од 1.174.000 денари од предвидените 500 душеци, со димензии различни од предвидените во техничката спецификација, без соодветна документација за прием и при тоа истите се складирани во домот и воопшто не се ставиле во употреба. Недоследности биле пронајдени кај набавките на месо, месни производи, риба и земјоделски производи. Во голем број случаи договорите биле склучувани без однапред дефинирани количини. Дополнително, кај дел од договорите била надмината и договорената вредност. Државен завод за ревизија оценува дека сето ова укажува на слабости во контролите, планирањето и спроведувањето на јавните набавки во студентскиот дом.